општина Босилово го потпиша договорот за реализација на нов проект финансиран со средства од ДП програмата. Станува збор за реконструкција на Домот на културата во Секерник. Во Струмица ќе се одржува саем на книга во Домот на културата Антон Панов од денес до 18 март. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска 17-ти ден продолжува со протестите во 30 на градови низ државата. Добар ден, почитувани гледачи, јас сум Наташа Партинова, а ова е дневникот на телеканал А1. Започнуваме со настаните. Денеска истекува рокот за поднесување годишна даночна пријава за остварени дополнителни приходи во текот на 2016 година. За да се излезе во пресрет на граѓаните кои треба да поднесат годишна даночна пријава и да го испочитуваат рокот, даночните шалтери на УЈП денеска ќе работат до 20 часот. Од УЈП очекуваат годинава да бидат поднесени вкупно 420.000 годишни даночни пријави. Заклучно со 13 март 2017 година се поднесени 362.523 годишни даночни пријави. Најмногу пријави се доставени во Скопје, па следува Штип, Прилеп, Битола, Струмица со 32.868 и во Тетово. Годишна даночна пријава имаат обврска да поднесат сите физички лица, резиденти во Република Македонија, кои во текот на 2016 година оствариле приходи по разни основи. А денеска исто така завршува законскиот рок за откуп на тутунот. Во исто време, денеска е крајниот рок за регистрирање на новите и на оние земјоделци кои имаат направено промени собственичката структура. Пријавувањето се врши во подачните единици на Министерството каде што живее земјоделецот или каде што се наоѓаат седиштето на фирмата. Согласно договорените количини кои што беа пријавени минатата година од 25,3 милиони килограми, заклучно вчерашниот ден се откупени околу 25,1 милион килограм тутун. Оваа година проекцијата помеѓу тоа што беше планирано и договорено, оно што беше откупено се должи на тоа што дека оваа година го введовме софтверското решение на следење на откуп на тутун и практично тие дуплирање на парцели се избегна максимално. Просечната цена оваа година изнесува 196,82 денари за килограм тутун на ниво на Република Македонија. Откупот течеше без проблеми и јас како институција на почетокот на откуп ветив дека постојано ќе бидеме на сите откупни пунктови и се со цел да елиминираме најмала злоупотреба во овој дел. Зголемувањето на цената се должи пред се на добриот квалитет кој што го има тутунот во Република Македонија. Нормално тоа доаѓа со примената на правилната агротехничка мерка која што е применена од македонскиот земјоделец, со тутунерот, климатските услови кои што ги има Република Македонија и нормално конкуренцијата која што знаете минатата година влезе и една нова компанија која што откупува тутун и таа конкуренција помеѓу компаниите доведе до практично надпревар кој ќе даде подобра цена. Минатата година имавме договорено, односно тутунарите има пријавено околу 26,5 милиони килограми тутун, меѓутоа реколтата тежеше речиси 19 милиони килограми, значи многу помалку тоа што беше планирано. И во однос на цената имавме помала цена во однос на годинешната, изнесуваше околу 184,5 денари. Знаете, од година во година цената се надевам дека ќе расне бидејќи конкуренцијата и квалитетот ќе си го направат своето. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска 17-ти ден продолжува со протестите во 30 на градови низ државата. На синокешните собирања низ југоистокот граѓаните побараа зачувување на унитарноста на Македонија и отфрлање на тиранската платформа. Сме како најосновно да ја заштитиме унитарноста на Република Македонија и се залагаме за пристапување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, но само со почитување на европските вредности и сувереното право на државата да си го определи своите символи, како знамето, името, грбот, јазикот и националниот идентитет. Ова се нашите 4 барања
кон меѓународната заедница. Под број 1, бараме Европската Унија без одлагање да ја прифати одлуката на правната Баднентарова комисија од 1992 година, која утврди дека признавањето на државата под името Република Македонија не представува никаков терет и реална закана и е согласно меѓународното право и европските вредности. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска 17-ти ден продолжува и во Валандово, откаде жителите испраќаат исти ставови и пораки за зачувување на унитарноста на Македонија. Жителите на Валандово и вчера излегоа на градските улици да изразат поддршка на иницијативата за заедничка Македонија и со свој протест да се приклучат кон протестите ширум државата за зачувување на унитарноста на Македонија. Валандовци велат дека и натаму ќе се собираат секоја вечер за да испратат порака за обединување за заедничка Македонија без оглед на тоа кој од која партија доаѓа. Ние сме за мултиетничка, а не бинационална држава. Во Република Македонија, заедно со македонците, покрај албанците живеат и други етнички заедници – турци, срби, власи, роми и други останати. Сите имаат потреба да уживаат еднакви права. Со прифаќањето на албанската платформа, каде што се бара албанскиот јазик да биде втор официјален јазик на цела територија на Република Македонија, сметаме дека се загрозуваат правата на другите етнички заедници што живеат во Република Македонија. Жителите на Валандово велат дека се решиле на протест да го кренат својот глас за да ја осудат платформата од Тирана, како што велат несоодветното однесување на албанските политичари. И пред се сакаме да напоменеме на несоодветното однесување на албанците и на албанските партии, бидејќи и после настаните кои што ќе следуваат во иднина, ние треба да останеме и заедно да живееме во мир и соживот. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска 17-ти ден продолжува со протестите во 30 на градови низ државата. Централниот митинг секоја вечер се одржува во Скопје со единствена цел – барање да се зачува унитарноста на Македонија и да се отфрли тиранската платформа. Продолжуваме со дневникот. Општина Босилово денес го потпиша договорот за реализација на нов проект финансиран со средства од ИПА програмата. Станува збор за реконструкција на домот на културата во населеното место Секирник, со кој што зафат ќе се продолжи соработката со прекуграничниот партнер општина Грмен и ќе се зачуваат културните традиции и на двете општини. Започнува реализацијата на нов проект во Босилово. Денес беше потпишан договорот со фирмата изведувач со која општината ќе изврши комплетна реконструкција на домот на културата во населеното место Секирник. Средствата се обезбедени од Европската Унија преку ИПА Интерек програмата за прекугранична соработка, а се во износ од 412.000 евра, од кои 229.000 се наменети за општина Босилово. И овој пат преку традиционалната соработка со општината Грмен во соседна Бугарија, целта ќе биде зачувување на културните традиции во двете општини. Тоа е една комплетна реконструкција, каде е опфатен промена на кровот, изработка на подови, промена на столарија, промена на инсталациите од електрична, водоводна, канализациона. Овој објект ќе добие еден сосема нов изглед и најмногу ќе користи за активностите на културно-уметничкото друштво Русали во село Секирник, а секако и другите културно-уметнички друштва кои ги имаме во општина Босилово, уште 3, ќе имаат можност да ги користат тие простории. Проектите се комбинирани и во нив има и меки мерки, организирање на други настани, промоции, дури имаме организирани на фестивал во општина Грмен, тоа ќе се одрува во тој рок од 24 месеци, а јас се надевам дека од денес во наредните 10 до 12 месеци самиот објект ќе биде готов и ќе го пуштиме во употреба. Рокот за реализација на овој проект е 24 месеци, но бидејќи овој период ги вклучува и формалностите околу почетокот, градежниот дел би требало да биде завршен побрзо. Контакти, тоа зближување на областите прекугранични е една од главните цели и јас сметам дека ние тоа до сега доста успешно го правиме.
двете општински администрации и во Грмен и во Босилово се обучени да работат по критериумите и по стандардите кои ги налага Европската комисија и Европската унија и чекаме и понатаму да има такви повици, чекаме да се отворат и други програми, да го искористиме тоа искуство и секако да може да аплицираме и за многу поголеми средства од овие, што како можност се нуди во другите програми кои следуваат да бидат промовирани во нашата држава. Ова е пети поред проект кој општина Босилово го реализира со средства обезбедени од ИПА фондови. Претходните 4 беа од програмата 2007-2013, додека последниот е од новата програма. Како што истакна и првиот човек на општината Љупчо Колев, ова се доста значајни средства за нив кои во спротивно не би можеле да се ги дозволат само преку сопствен буџет. Тие и понатаму ќе продолжат со рамномерен локален развој во сите населени места во општината. Две поединечни крводарителски акции денес во Василево и Валандово. Овие акции се тековни активности на општините кои имаат за цел да ја поттикнат хуманоста кај граѓаните, а воедно да им излезат во пресрет на центрите за трансфузионна медицина и на сите оние на кои им треба скапоцената течност. Да се ослободат и идните генерации, младите да дават и понатаму крв. Јас давам 13 пати веќе, кога ќе ја дадам крвта се осеќам оти сум помогнал на некој од луѓето, а и на мене многу полесно ми доваѓа, ја прочистувам својата крв и им препорачувам на сите мои сограѓани од нашата општина да бидат дарители и они на крв. Сум давал еднаш крв, бев повикан во Скопје во болницата и се пријавив и тука во Струмица кога имат потреба, ако имат од мојата крвна група, би сакал да завршам работа и тука да донирам на некој крв. Општина Василево е препознатлива по крводарителските акции. Денеска организираме крводарителска акција во општина Василево. До сега имаме околу 15 крводарители кои имаат дарувано крв. Се надеваме дека до крајот на денот бројот ќе биде многу поголем и испраќаме еден апел до сите граѓани на општина Василево и пошироко кои имаат прилика да даваат крв, да даваат крв, бидејќи со ова скапоцена течност може да спасиме некој тук живот. Во просек некаде околу 30 до 40 крводарители. Крводарителски акции ги правиме на секои 3 месеци. И мислам дека ова бројка е задоволителна и се надевам дека во понатамошните акции бројот ќе биде се поголем и поголем. Можам да кажем дека имаме од сите возрасти, имаме и млади, и стари, имаме и жени, и мажи, сите даруваат крв. По повод денот на крводарителството, денеска добивам признание за 100 пати дарување на крв. По денот на крводарителството, Општинската организација Црвен крст Валандово денеска 15.3 организира крводарителска акција и свечена седница на кој што на истакнати крводарители, поединци, институции ќе им бидат доделени признание за постигнатите резултати во 2016 година. Денеска сме горди бидејќи славиме еден јубилеј што имаме можност на крводарители кои што дарувале крв и спасили човечки животи, им бидат доделени јубилејните признанија. Имаме доста крводарители кои што денеска ќе добијат признание за 5 пати дарувана крв, 10 пати дарувана крв, 25 пати дарувана крв, 75 пати и 100 пати дарувана крв. И сакам да истакнам дека денеска сме посебно горди што после 4 години повторно имаме јубилеен дарител кој што има даруване за 100 пати крв, а тој е лицето Златко Занов, кој што од своите млади години почна да дарува крв и ете денеска слави свој јубилеј, односно 100 пати дарувано крв. Ова нека биде подстрек на сите крводарители, на сите младинци и други граѓани да се приклучат кон оваа масовна и хумана активност. По повод 50 годишнината од творештвото на македонскиот писател Киро Донев во Струмица ќе се одржува саем на книга од денес до 18 март. На саемот ќе бидат изложени и делата на Донев, а неговите читатели ќе имаат можност и да остварат средба.
Околу 300 изданија со саемски попусти од денес па до 18 март од 11 до 20 часот ќе бидат изложени на саемот за книга во Струмица на издавачката куќа Македоника Литера во соработка со Центарот за култура Антон Панов. Како што истакна Нове Цветановски, управител на Друштвото за издавачка дејност Македоника Литера, поводот за овој саем е одбележувањето на 50 годишнината од објавувањето на првата книга на македонскиот писател Киро Донев и на Кострумичанец. До сега оваа издавачка куќа објави 7 негови книги, а во печат е и 8-та. Тој истакна дека Донев е нивниот најчитан автор. Прв пат доаѓаме во Струмица. Според нашите сознанија, Струмица е град кој што ја сака книгата, затоа што е меѓу ретките градови во Македонија во кои што екзистираат книжарници, меѓутоа вистински книжарници во кои што се продаваат книги. А поводот да дојдеме токму сега, токму во овој период е афирмираниот македонски писател за деца Киро Донев и на Кострумичанец. Саемот за прв пат се одржува во Струмица, а оваа издавачка куќа на читателите ќе им понуди голем избор на книги. Се надевам дека со нашето гостување ќе им овозможиме на струмичани со поволни пристапни цени да се снабдат со квалитетни книги. Затоа што нашата издавачка ориентација е таква што ние објавуваме исклучиво квалитетни книги. Не објавуваме ефтини приказни, лесни приказни, забавни приказни, односно објавуваме квалитетна литература, класична литература, современа. Например, најголем дел од нашите романи, или 2/3 што ги преведуваме од други јазици, се наградени романи. Дел од едициите кои им се нудат на струмичките читатели се детска литература, народни приказни, класици, драмска литература, историографска литература со книги за македонската историја, теориска и слично. Тие се надеваат дека богатиот избор ќе ги привлече љубителите на книги. Продолжуваме со останатите настани од југоистокот. Одиме во општина Гевгелија. Центарот за поддршка на невладината организација од Гевгелија во соработка со Националниот младенски совет на Македонија организираше обука на тема лидерство и тимска работа со младите од повеќе општини од јужниот регион, каде што се дискутираа најважните приоритети на локално ниво. Невладината организација од Гевгелија е домаќин на дводневната обука која се спроведува на тема лидерство и тимска работа. На обуката присуствуваа десетина млади лица кои се запознаа со активизам и флексибилност, како и со презентацијски вештини кои се потребни за успех на пазарот на трудот. Ова се циклус обуки се одржуваат веќе на секој месец има по една, кај што има возможност на младите да добијат од различни локални заедници, меѓу кои и овој регионовите, да се здобијат со вештини кои што ќе им помогне повеќе да се издигнат на пазарот на труд. Така да на овој месец ќе работиме на темата околу како да се биде подобар типски играч и како да се биде подобар лидер. Обуката е во организација на Центарот за поддршка на невладината организација од Гевгелија во соработка со Националниот младенски совет на Македонија. Учество земаа млади луѓе од 18 до 29 години од Гевгелија, Богданци, Валандово и Доеран. Ова обука на младите ќе им предонесе за нивно понатамошно младинско дејствување во општествениот живот. Театарска представа Првин ке ме земеш, после ке ме, синоќа премиерно беше прикажана пред радовишката публика. Како што истакна и актерот Роберт Ристов во изјава за телеканал А1, ова е специфична интерпретација која се одвива преку интеракција со публиката. Се работи за независен проект, просторно помогнат од театар комедија, каде и се изведува 2 до 3 пати месечно и досега постојано пред преполни салони. Провокативен наслов, провокативна представа. Представа која што е пред се забавна, представа која што е оригинална, поинаква од се друго, заради тоа што имаме некаква имитација на реално шоу правиме со представата. Имаме поставена 6 камерички на сцена, имаме видеобимови, имаме водител на шоу кој што се симнува во публиката гласа за тоа како да се продолжи самото дејствие во представата. Така што ова е прво нешто поинакво нешто во Македонија што се прави на овој начин. Имаме во принцип спремано отприлика материјал за 2
2, можда и повеќе представи. На секое запирање, после секоја сцена има публиката можност да гласа за 3 различни предложенија, така што сите 3 ги знаеме, наизуст ги имаме известно. Изведба е различна представа, така што секојаш кога доаѓа публиката гледа нешто различно. Доволно играме во театар комедија. Ова е 10-та јубилејна изведба, но имајќи го предвид тоа што премиерата беше на крајот од декември, тоа значи дека многу често играме представата. Гостувавме во Неготино, гостувавме во Кавадарци, гостувавме на барање на публиката 2 пати во Куманово, еве сега сме во Радовиш. И планираме да гостуваме низ целата Македонија. Тоа е нашата намера, во преговори сме со многу градови, многу домови на култура. И секако останува на репертоарот на театар, комедија, во неделите, а играме секоја втора недела. Режијата е на Ѓорги Ризески, играме јас, Мирјан Аристов и Дарко Велич, тројца актери. Имаме тука луѓе од техниката без кои не може да се реализира, одели е Давор и Филип кои што се грижат за видеата, да се Орхан и Мартин кои што се за светлото задолжени. Така да екипичка сме поголемка во однос и доста техника имаме и сега за сега имаме успешни реализации, преполни салони и тоа е тоа што нас сите не радува. Следуваат настаните од светот, да ги проследиме. Главниот обвинител на мексиканската држава Веракрус потврди дека во предградие на истоимениот град се пронајдени повеќе од 250 черепи во како што се сомнева масовна гробница на наркокартел. Државниот обвинител Хорхе Винклер изјави дека се чини во скриената гробница се наоѓаат жртви на наркокартелот убиени пред неколку години. Поради активности на картелот со години наназад исчезнуваат луѓе, а властите беа задоволни, рече Винклер во очигледниот осврт на работата на администрацијата на одбегнатиот гувернер Хавиер Дуарте и неговите предходници. Руската вселенска агенција Роскосмос соопшти дека почнала најново регрутирање на космонаути и додаде дека ќе бидат избрани првите кои ќе чекорат по месечината. Роскосмос бара 6 до 8 професионални космонаути кои ќе бидат пилоти на новиот вселенски брод Федерација и ќе работат на меѓународната вселенска станица. Кандидатите можат да се пријават во текот на следните 4 месеци и нема да има дискриминација врз основа на бојата на кожата или полот, изјави представникот на Роскосмос Сергеј Кријалав. Според него, кандидатите мора да имаат повеќе од 35 години, висина од 1 метар и 50 сантиметри до 1 метар и 90 и тежината која не надминува 90 килограми. Државјаните на Холандија денеска ќе гласаат на парламентарните избори, каде ќе учествуваат 28 партии, односно 1114 кандидати, кои ќе се борат за 150 пратенички места. Прво на глас имаат 12,9 милиони жители. Аналитичарите наведуваат дека главната битка ќе се води меѓу либералната партија на холандискиот премиер Марк Руте и партијата за слобода на екстремниот десничар Герт Вилдерс. Американскиот претседател Доналд Трамп даде овластување ЦИА да може да извршува напади со дронови, јави американските медиуми. ЦИА извршила прв таков напад минатиот месец против лидерот на Ал-Каеда во Сирија, објави Wall Street журнал, цитирајќи неименуван извор од администрацијата. Нападите со дронови за време на Барак Обама беа извршувани од армијата, додека ЦИА можеше да ги користи за разузнавачки операции. Овде е и крајот на овој дневник, следниот е во 20 часот со нови настани и информации. До тогаш имајте пријатен ден. Пријатно.